Здраво! Ова е новата панда, Fiat Grande Panda. И обично би критикувал за процентот на искористени материјали на цврсти пластики, можеби и на цената, но тука нема воопшто тие да ги гледам, бидејќи има толку многу детали и тие детали ме прават да се чувствам како она детето во мене да е живо и да е толку многу врзано со него, бидејќи сите тие детали прават да има еден многу цврст карактер. И пред да почнам да зборам малце повеќе за панда, прво мора да се покажат сите детали, бидејќи секој пат кога се возиш со панда, односно Гранде Панда, е како надпревар. Кој ќе најде повеќе детали? Затоа еве ги сите детали кои што јас ги најдов до сега. Задните светла кои што се да во форма на старата панда, на легендарната икона, но тука се со толку убава испакната пластика прозирна и внатре се светлата и се со пиксел LED технологија, изгледаат фантастично добро како некој концепт да е ставен веднаш на улица. Тиснатите букви панда кај вратите и Fiat позади кај багажникот. Муа! Без разлика дали е фул електрична или хибридна како и тука, преднава маска е тотално затворена и е со истата шара како самите предни светла кои што исто така се со пиксел LED технологија. А тука доле на оваа мала решетка го имаме старото лого на Fiat со 5 цртички во страна. Ама тоа лого го имаме и на повеќе места, како што тука странично над тркалата, над крилата, го има и тука на овој панел кај задната врата, кој што ако го гледаш од едната страна ги има 5 цртички, а ако го гледаш од другата страна ги има буквите Fiat. Брендирањето не треба да биде комплицирано. Доволно со вака убави мали букви да се испишани панда и да се знае за што станува збор. Нормално еден стикер тука дека е хибрид. Секако во овој пакет и кровни носачи кои што и тие се брендирани панда. Старото лого го има и тука на воланот. А секако се испишани големите убави Fiat букви кои што со овој фонд во бели букви на плавиов волан и тоа како убаво му прилегаат. Големи испишани букви на самите врати Fiat и секако на самите седишта во овој пакет пишува Panda made with love in Fiat. Ми аморе. Овој жолт круг тука над екраните и исто така овој жолт круг тука доле кај менувачот ја представува патеката, тест патеката на Fiat на фабриката која што е позната горе на кров. А исто така тука е легендарната панда поставена која што треба да го вози тој тест круг. Имитација на бамбус тука на оваа централна конзола и одлично поставени коцкасти отвори од вентилацијата на оваа овална форма. Сам толку совршено ова се совпаѓа заедно со оваа имитација тука на мермер. Мислам, чао Бела. Ако сме кај чао, чао, испишани се тука на багажникот. За секој пат да те поздрави кога го отвараш и затвараш багажникот. Чао. Стварно не знам кај видов 5 која се 4 цртички, но многу ми се допаѓа што Fiat на волку интересен начин ги поставиле сите тие детали во панда и особено многу ми се допаѓа и ретко кој успева до сега знам два бренда, светски бренда, каде што е Fiat да врати две легенди, не една, туку две легенди, и тоа не да биде само враќање на име и така натаму, туку да го врати во истата форма како што бил. Нормално, да биде модерен, да биде современ, да ги има сите технологии, да биде соодветен за времето кое што се представува и повторно да изгледа убаво, ретро, уникатно и да задржува таа негова филозофија која што на почеток е поставена. Прво беше со Fiat 500 и сега го гледаме, сега продолжуваме да го гледаме со панда, но дефинитивно за мене ова е една од најубавите панди кои што до сега сум ги видел покрај првата легендарната изведба. Нормално сега малку подпорасната, зголемена, бидејќи потребите ни се поголеми, но од друга страна и цената е малку подпорасната, иако Fiat сака со цената да се задржи, да ни понуди еден поевтин автомобил, современ, интересен, кој што ќе можете лесно да го земете, но иако цената е малку повисока, сепак, да, очекувавме да биде нешто пониско. Ова конкретно во Лапри има ниво на опременост, чини акцијска цена 21.200, што според мене со она што го има, како изгледа, што се представува, е окей цена во поглед на конкуренцијата. И во поглед на конкуренцијата, кај што, еве да кажеме дека се враќаат модели легенди, како Мини Купер, како Fiat 500 и така натаму, Панда има најсоодветна цена во моментов, најприфатлива цена за она што го представува, за она што изгледа. Сега, она што сакам да ви го истакнам околу новата панда
И тоа што прво е многу впечатлива со ваква боја и ве охрабрувам да земете на ваква убава, впечатлива, храбра боја, бидејќи апсолутно многу добро и прилега. Бандажите тука се 17-инчни убави бандажи, но искрено јас бедал на тие челичните кои што ги гледаме на промотивните видеа, бидејќи ме потсеќа толку многу на таа легендарна икона која што си ја знаеме. Дефинитивно бедал со овој пакет, бидејќи внатре и надвор е апсолутно идентично. И сега би сакал да влезам внатре за да ви кажам што се нуди новата панда и зошто толку многу ја критикуваат сите околу пластиките, зошто мене воопшто не ми пречи. Гледав го внатре, колку сум среќен за пандава, не можам да ви објаснам, бидејќи сите овие детали, нијансите на боите толку многу ме потсеќаат на моето детство, бидејќи оваа нијанса на плаво ме потсеќа на првите генерации на Fiat Punto, кај што и тие има некои вакви нијанси на плаво, седиштата се многу убаво дизајнирани, Fiat точно знаат што прават, воланот како изгледа, како е поделен горе црно, доле плаво, со, како што кажав, белите убави букви. Немате никаде меки материјали, тоа е точно, и да се критикува бидејќи овие подцврсти пластики, можеби во одредени моменти лесно се гребат, но убаво се втиснати овие букви, дават убаво чувство внатре кога ги гледате, се чувства како малку по луксузно од аспект на тоа како изгледа, во поглед на квалитетот, да, пластиките се потврди, но тоа не значи дека не е квалитетна. И да, имам гледано видеа каде што ги вадат овие пластики, но искрено тука се е цврсто склопено, што значи дека конкретно во тие модели, во тие тест изведби, некој си играл малку повеќе, ги има скршено тие пластики. Така да, тука се што гледам јас се е убаво квалитетно сработено, не чув ниту едно крцкање во текот на возењето. Во ла прима нивото на опременост како што го имам тука, ги добиваме овие поубави седишта, со овие убави меки перничиња кои што апсолутно се чувства кога се возите, многу удобно тука, убаво ве држат и самите потпори, комбинацијата на бело со плаво, со буквите панда и жолтите конци, тоа е фантастично добро. Во овој пакет добивате и мало текстилче тука на вратата, мислам, окей. И друга работа што сакам да истакнам се деталите кои што досега ви ги кажував, но и практичноста на тие детали. Ај прво вака. Тука на овој дел од конзолата имаме, да, како што кажав, овален дел со бамбус и тој се отвара за уште една фиока да можете да искористите, а исто така тука над неа можете да поставите уште некои други ситници, под неа тука на овој една имитација од мермерот можете да си поставите, доле имаме стандардна фиока која што е убава и голема и практична, еден убав бежичен полнач тука на среднава конзола и една мала остава која што веројатно би користела за парички, тука е менувачот кој што е препознатлив за Stellantis групација, пијано пластикава, да, апсолутно се гребе многу лесно, треба да бидете внимателни. На средниот дел тука имаме остави за шишење и многу ми се допаѓа што овие држачи технички се прилагодуваат според ширината кој што вас ви одговара и е многу поинтересно. Еден убав наслон за раката кој што под него има и остава за користење, нормално некои ситни остави има и во самите врати. 10,25 инчен екран тука од инфозабавниот систем кој што можете го врзете со Apple CarPlay и Android Auto без никаков проблем. Системот е фантастичен, добар, веќе сличен ваков имам видено во Opel Frontera. Апсолутно многу ми се допаѓа, не е комплицирано менито, многу едноставно, многу кратко мени, многу функционално и особено ми се допаѓа што тука се спуштени физичките копчиња за климауредот. Секако имате уште две копчиња конкретно во овој пакет, спуштени тука доле, кои што се за безбедносните системи кои што можете тотално да ги исклучите, како за задржување во лента и за читање на радарската контрола. Овде имаме до нив одма и 12 V приклучок за струја, како и два USB Type-C порта. Тука пред возачот имаме 10-инчен екран кој што нема нешто премногу различни менија кои што можете ги користите, но апсолутно ми се допаѓа што може да ги направите читки големи бројките, особено за Safe City тоа е фантастично добро, за Safe City е добро бидејќи во овој пакет имаме и темпомат и лимитер и можете тука многу едноставно на воланот да си ги исконтролирате сите тие контроли кои што ви се потребни за возење и нормално другата страна е за екранот, но исто така за јавување, за радио
и слично. Нешто што не ми се допаја што тука овде кај овие визири, односно штитници од сонцето, нема стакленце, нема огледалце да се гледате, бидејќи ако толку многу внимаваме на детали, зашто немаме ние да се гледаме за деталите? Така, на задниот дел, бидејќи е панда и не е некој преголемо возило, се очекува биде тесно. Искрено, да, мал автомобил е, ама сам видете го само овој дел. Возачкото седиште во моментов е нормално поставено според моите потреби и имам уште 3 до 4 сантими од мојата ноза до седиштето, дополнително тоа бидејќи предното седиште издигнато повисоко, па можам нозете си ги спуштам понапред, поназад како што мене ми одговара. За овој заден дел тука на седиштата е искрено удобен, не е нешто најудобен, но е мек, тоа ме изненадува, бидејќи има истата мекост како предните седишта и искрено тука четворица би се возеле фантастично добро и на подолги патувања, искрено и ја возев на подолги патувања и не почувствува ниту еден било каква нелагодност. Ми се допаја што пак ќе кажам во Ла Прима, нивото на опременост тука на предните седишта имате едно џепче тука горе што е фантастично добро за телефона да си го поставите. Нормално има уште едно џепче доле. На средната конзола има 2 USB Type-C порта, не така широк тунел, но бидејќи поделен на 2 каскади на таков начин кој ќе седнете во средина, ве отурнуваат автоматски нозете лево и десно и на таков начин седењето тука на средниот дел за мене не е. Инаку имаме ISOFIX куки, кои што се со патент и нема нормално, само очекувано, нема наслон за раката. Сега што го видиме багажниот простор. 361 литар багажен капацитет, што искрено за возило од оваа категорија е сосема доволно, не очекував ништо повеќе, ќе ми изненадеш ако имаш и многу повеќе, иако и оваа бројка стварно за мене е задоволителна, бидејќи можете да си поставите доволно куфери за она што е наменето ова возило. Под оваа даска, тука, доле има простор за резервно тркало, во моментов има сет за репарација, веројатно во дополнителна опрема можете си докупите тркало, има куки за качалки што ми се допаја и голема висинска разлика од ивицава на браникот со дното на подот. Нема да му дадам нека преголема критика од причина што очекувано за да добијат поголема литража, дека така ќе мора да го спуштат пониско подот. И како што кажав, тука се чао буквите, кои што секој пат ве поздравам кога ќе отворите, затворите багажниот простор. Искрено, има некои ситници, знам, кои што вие ги приметувате, како што кажав за пластиките, за цената, сега ќе ги кажам и за перформансите, а вие во меѓувреме направете сабскриб и пишете во коментар што мислите за панда и што сакате друго да воза. Мене ми е апсолутно јасно за сите критики кои што и вие ќе ги дадете во коментар и кои што релативно се кажуваат за сите материјали, за процентот на материјалите кои што се искористени внатре, на тие тврди пластики, на тоа колку лесно се гребат. Но од друга страна, не сакам да звучам како да ги правдам, некако последно време така се чувствам како да мислите дека ги правдам одредени брендови за одредени постапки во 21 век, што малце треба да се поразлични одредени работи, или она што го гледаме од кинеската конкуренција малку не ги меша брзините, но морам да бидам реален, морам да бидам искрен со вас и да ви ги кажам одредени факти како стоат. Европскиот пазар, европските брендови гиганти, оние со кои што сме израснати, со кои што ги имаат поставено сите можни стандарди во автомобилската индустрија, се соочуваат со сериозни проблеми баш поради кинезите. Кинезите веќе нудат нешто што е нереално за цените, како може таа опрема со тие квалитети и така натаму, за таа цена да биде, и за европјаните да можеме ние да ги стигнеме кинезите, за не изгубат така сериозни брендови, да изгубат едноставно да исчезнат од сцена, мора да се борат со таа индустрија. Тоа значи дека во одредени моменти треба да видиме и вакви работи кои што на таков начин ќе може да задржат цена. Но да не заглавам толку многу на тие пластики, мора да ви објаснам само дека без разлика што се е така подцврсто, нема никакво тропкање. Дури ми изненади колку панда е поквалитетно сработена од многу други поголеми модели, многу поскапи модели, кои што
се чувствувало тропкање, се чувствувало крцкање и тоа зборам за премиум веќе брендови, европски. Тука, мислам, фантастично добро. Сосема добро за цената, сосема солидно за тоа како е сработено. Браво! Сега околу перформансите, 1.2, 3 цилиндри со 101 конска сила, хибриден погон. И мора да ви кажам дека да, овој мотор го гледаме често во Stellantis групација, дали е кај Frontera, дали е кај Citroen, дали е Peugeot и така натаму. Мора да ви истакнам една работа дека јас разбирам исто така дека 1, 2, 3 цилиндри мотори не привлекуваат толку многу, особено нас ентузијастите, но овој мотор сега, оваа генерација сега, особено тука, е можеби едно од најдобрите во моментов во оваа категорија, бидејќи не се чувствуваат вибрации, убаво повлекува жилав мотор, особено со хибридниот погон, овој мотор е фантастичен добар. И друга работа што е доста интересна за него е тоа што потрошувачката му е на ниво на Веспа. Односно, Пандава троши, декларираат од Fiat дека ќе троши 5,4 комбинирано. Јас ќе ви кажам дека на отворено ми трошеше 4,5 до 4,9, зависи од патот, зависи колку ја притискам и зависи со која тежина сум внатре. И друга работа е тоа што во град, во најбитниот момент, во град ми троши 6 литри, во моментов, сега ќе ви кажам, ми троши 5,9. 5,9 во град. Па дај не ме зезе. Мислам, 100 конски сили, 101, да бидам попрецизен, 101, кој што релативно со тежина многу добро функционира, не му се чувствува дека има некаков проблем. Хибридниот погон тука многу помага, се исклучува бензинскиот мотор кога е потребно, за да заштеди на енергија имате доволно да возите на струја. Така да, браво за тој сегмент. Искрено, бидејќи издигнат, краток е и висок, мислев дека нема да биде удобен за возење, мислев дека Пандата ќе биде така, повеќе градско возило, и е градско возило апсолутно, но не воопшто не лагано, мислам, изненадувачки е многу стабилен, многу стабилна Пандава. Од друга страна многу удобна, во одредени моменти на задниот дел, на одредени дупки, се чувства малку да е потврда, знае така малку повеќе да одскокне во однос на предниот дел, но мора да истакнам тука дека без разлика на тоа е многу удобно возењето внатре. Но имам една критика околу перформансите, тоа е околу менувачот и околу хибридниот режим во одредени моменти, а најчесто тоа е во град и најчесто тоа е при застанување на семафор или при благо тргање. Тука знае да се измеша некој пат недоволно хибридниот погон со бензинецот и знае некој пат да ве клоцне на првата брзина, така баш да ве клоцне. И тоа тука би го дал како критика, тоа тука би го дал како момент на внимавање, бидејќи на отворено или на поголеми брзини менувачов е фантастичен, не се чувства воопшто никакво менување, освен на звук што ќе го чуете како менува степен. Инаку на трзај, на било каков удар внатрешен, да кажам, нема, ништо не се чувствува тоа. Значи, критиката ми е исклучува само за во град, и тоа збориме на семафорот, прва, втора брзина, тој однос. Инаку, фантастично добро му функционираат системите, не е нешто пребогат со безбедносни системи. Во овој пакет имаме читање на радарска контрола и задржување во сообраќајна лента, како и предупредување од напуштање на сообраќајната лента, и искрено функционираат добро системите, убаво ги читаат сите знаци, убаво ве предупредува во сообраќајна лента. И тука мора да го пофалам, и искрено ми се допаѓа што, како што кажав, копчињата се спуштени доле, бидејќи на многу едноставен и брз начин можете да ги исклучите или вклучите во одреден момент кога ви требаат, а особено сега со Safe City многу е добро што можете убаво големи бројки да гледате тука напред и да си ставите лимитер и да не се замарате воопшто дали ќе направите било каков прекршок, и особено бидејќи секој пат ги чита сите знаци од страна и знаете точно колку е ограничувањето во секој предел. Така да, во тој поглед, браво. Ми фалат искрено грејачи на седишта, пример, би сакал да има, но за 21.000 евра
со сето ова, сега доаѓам до оној момент, пластиките, перформансите, сите тие елементи, материјали, за таа цена, дали се исплаќа? Кинезите нудат фантастично добри автомобили, добра опрема, добри цени. Но нешто што не може да го понудат се деталите од сето искуство што го имаат претходно. Карактерот кој што го градат со години, години, години. Тоа Панда го има. И тука искрено сум видел побогати модели, но ниту еден од нив не бил вака забавен, бидејќи 95% од времето го поминуваме тука внатре, и тука внатре мене треба да ми убаво интериеров како изгледа, па ќе кажам, тоа е ствар на вкус. Лично мене многу ми се допаѓа. Ме исполнува се тоа што ги гледам сите овие детали, што секој пат знам каква историја стои за се тоа. Што има постигнато првата Панда. И што искрено верувам дека со оние модели кои што ќе искочат како погонна 4 тркала, дека сите тие ќе бидат така успешни како што беше и првата Панда успешна. Искрено верувам. А во поглед на опремата мора да нагласам дека има и стварно многу добра паркинг камера, убава, прегледна, со добра графика, релативно добра графика. Имате само задна паркинг камера и предни и задни паркинг сензори, што е сосема окей, бидејќи е убаво прегледно возилото, ги гледате сите агли, иако столбовите се така малку пошироки, но убаво е прегледно. Да, задното стакло е малку помало, но ради паркинг камерата па можете добро да видите што се случува позади вас. И исто така, околу контролите мора да нагласам дека имаме убав управувачки систем, доволно прецизен. Немам потреба ништо повеќе од ова, дури него ни очекував ова да го добијам. И исто така, добри контроли кај педалите. Да, поради хибридниот режим, како што кажав, со менувачот може да се случи да добиете баш при застанување некој пат тоа клоцење да го почувствувате и на самата педала, на самата кочница. Инаку, генерално е сосема солидно. За градско возило, потрошувачкава, за едно фраерско возило, изгледот, за она што го представува внатре, да. И тука, ради тоа, ќе ви кажам дека сите овие работи, као критика што ги кажавме, воопшто не ми се битни, воопшто. Битно ми е карактерот што го има и секој пат што ме прави да се чувствам убаво кога го возам. За секој возење да не ми биде мачно, туку ми биде забавно. И затоа сметам дека сите овие детали се клучни за Гранде Панда. Вие пишете во коментар што мислите за се тоа што го кажав, дали се сложувате, нормално да имате други размислувања, и што мислите како друго, вака интересно би било конкретно од кинеската индустрија. Така да пишете во коментар и направете subscribe, ќе апсолутно многу ми значи вашата подршка, бидејќи на таков начин ќе има вакви се поинтересни возила на тест. Се гледаме веќе наредна недела. Чао, дечки!